Знаеме сите дека во поголемиот дел од европски земји имаме одреден вид на воскреснување на фашистичката не само идеологија, туку и движења, па и партии. И во соседството, пред се Златна Зора е експлицитно неофашистичка партија која што отворено ги слави не само ги возобновува неонацистичките символи, ги слави неонацистичките херои и повторно ги одбележува оние настани и личности кои што биле во историјата несомнено колаборатори на фашизмот во Грција. Потоа имаме исто така движења во регионот како што е Джобик во Унгарија, кој што доби речиси 20% од гласовите, кој што исто има многу изразито расистички, антисемитски изјави и настани. Меѓутоа и славење воопшто на еден на исто така на ликови кои што во историјата, посебно во времето на Втората светска војна, ликови кои што биле соработници на фашизмот во Унгарија. И таму имаме изградба на таа партија, на некој начин се популаризираше преку изградба на крстови, преку слогани како Унгарија на унгарците. Исто модерен феномен е и партијата Атака во Бугарија, која што во последниве години исто коалицираше со тамошното ВМРО, која исто така имаме поттикнување на омраза и насилство кон малцинствата, пред се турците, ромите, меѓутоа и антисемитски ставови, а и воопшто поттикнување на ултранационализам, поврзан исто со македонското прашање. И сметавме дека тоа е интересен контекст да го поставиме прашањето дали фашизмот е победен и во Македонија, со оглед на тоа дека ние имаме своја историја на антифашизмот и антифашистичката борба, меѓутоа на некој начин немаме некоја историја на фашизмот во Македонија. Тој дел на некој начин како да сме го пропуштиле, па како да сме подзаборавиле кои се фашисти и кои биле фашисти во Македонија. Меѓутоа има и тука ликови кои што не освежуваат со меморијата, па во музеот на ВМРО, наспроти музеот на Холокаустот е поставен на восочната фигура на Ванчо Михајлов, кој што е еден од главните соработници на фашистите, на нацистите, на Хитлер и еден од организаторите на војни единици во Егејска Македонија, кои што заедно со СС трупите се бореа против тамошните антифашисти.